Може се? Добро. Чувани колеги, денес освен представникот на Министерство за дигитална трансформација, не гледам дека имаме друг присутен. Добре дојдовте на денешниот јавен состанок, кој што е последен за оваа година. И на овој состанок ќе бидат презентирани реализираните активности на агенцијата во четвртиот квартал од 2026 година. На крајот на состанокот се планираше да се одржи дискусија или прашања со оглед на тоа дека немаме присутни представници на други институции или компании кои што се предмет на регулација на агенцијата. Со моето излагање ќе го завршиме состанокот. Во изминатиот квартал голем број активности на агенцијата беа поврзани со мониторингот на медиумското известување на радиодифузерите за локалните избори 2025 година. Во двата круга на изборната кампања, мониторингот на медиумското известување беше спроведен во 11 национални телевизии, МРТ-1, МРТ-2 и Собранискиот канал, на јавниот сервис и 8 комерцијални телевизии, Алсат, Алфа, Канал 5, Сител, Телма, 24 Вести, Компани 27 и телевизија Шења. За останатите радиодифузери, стапувањето беше врз основа на представки. Изработени се еден извештај од мониторингот на известувањето на радиодифузерите во периодот од распишување на изборите до почетокот на кампањата и од два извештаи за мониторингот на известувањето на радиодифузерите за објавеното платено политичко рекламирање во првиот и во вториот круг од локалните избори. Беа констатирани 5 прекршувања во првиот круг од локалните избори, од кои 4 за време на изборниот молк и едно прекршување за надминување на лимитот за време траење на емитуваното платено политичко рекламирање. За 5 радиодифузери, кои што беше констатирано прекршување на одредбите од изборниот законник, е покрената постапка пред надлежниот суд. Во предвидениот период беа издадени сите потврди на радиодифузерите за емитување на платено политичко рекламирање, врз основа на кои Државната изборна комисија им исплати средства од буџетот на државата. Доставени се 6 дописи до радијата и телевизиите и објавени се 9 соопштенија за јавноста за активностите поврзани со изборниот процес, а согласно законската обврска во изборната кампања беа доставени 31 дневен извештај до Државната изборна комисија. Беа реализирани и повеќе активности поврзани со кодексот за однесување во онлайн просторот за време изборните процеси и референдуми. Координативното тело кое постапува според кодексот одлучуваше, односно расправаше до се заклучоси за 8 представки во врска со дезинформација, неточни објави во онлайн медиуми, недолични надврдлива комуникација на социјалните мрежи, нееднаков пристап до медиумскиот простор и злоупотреба на службени страници за изборна промоција. Беше реализирана и кампања за подигнување на јавната свест за постоењето и значењето на кодексот на социјалните мрежи, Facebook и Instagram, која вклучуваше и пораки и видеа на македонски и албански јазик. Информациите за сите активности поврзани со кодексот се објавени на страницата на веб страната изборен кодекс online.mk. Откако беа распишани повторните локални избори за градоначалници во 4 општини Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуш и Центар Жупа во јануари 2026 година, на веб страната на агенцијата avamu.mk поставен е банер со сите потребни материјали поврзани со изборите, односно методологија за мониторинг, подзаконски акти, формулар за представки, ценовници за радиодифузери кои ќе емитуваат ППР и друго. Јавниот радиодифузен сервис и националните телевизии, кои за време на повторените локални избори ќе емитуваат ППР, со допис беа подсетени дека треба да известат агенцијата кои програми ќе ги направат пристапни лицата со сетилна попреченост. Доставени се и дописи до радиодифузерите за врските од изборниот законник, кои важат за периодот на овие избори закажани за 11 јануари 2026 година. Усвоени и упатство за радиодифузерите за повторните локални избори 2026 година, кое беше доставено до радиодифузерите и до сите политички партии. Изминатите 3 месеци
Агенцијата ги реализираше најголем дел од програмските и административните надзори на радиодифузерите предвидени со годишните планови за програмски и административен надзор, а мал дел од нив се во тек. Различни законски обврски, редовни програмски и административни надзори се извршени врз радијата Jazz FM, RFM, Sky Radio, FM 90,3, Спортско радио и Урбан FM. При надзорите беше констатирано дека радиото Jazz FM го нема емитувано доброволно пријавениот процент домашна музика од вкупно емитуваната музика во анализираното деноночие. Редовен административен надзор е извршен врз сите 90 радиодифузери за да се констатира дали исполнуваат врската од Законот за медиуми за објавување на податоците за нивното работење, кој покажа дека сите радиодифузери исполниле оваа врска. Повеќе од 77 редовни надзори е извршени за исполнување на кадровските услови на радиодифузерите, кои покажаа дека сите ги исполниле минималните кадровски услови. Откако истече рокот за законско усогласување, извршени се контролни програмски надзори врз 3 телевизии, канал Феста, Плюс и Ускана медија за почитување на врската за емитување извршно создадена програма и за употребата на јазикот во програмата, кои покажаа дека телевизиите ги отстраниле прекршувањата. Извршени се 2 редовни административни надзори врз издавачите на печатените медиуми за врската за објавување импресум, кој опфатија 16 печатени медиуми, кои покажаа дека врската е целосно исполнета ке сите медиуми. Врз операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи извршено се вкупно 20 надзори, од кои 17 редовни, 1 вонреден и 2 контролни. При редовните надзори, прекршување на врската за регистрација на програмските пакети беше констатирана кај 3 оператори, за 2 оператори беше изречена мерка јавна опомена, додека за 1 беше покрената прекршочна постапка. При вонреден надзор, врз 1 оператор беше утврдено прекршување на врската до агенцијата да доставува сигнал со иста содржина со онаа што им е достапна на неговите претплатници, за кој му беше изречена мерка јавна опомена, додека 2 контролни надзори покажаа дека операторите постапиле по мерката јавна опомена. Изминатиот квартал до агенцијата беше доставена првата пријава за регистрирање по регистарот на инфлуенсери, влогери, креатори на содржини, или како што ги препознава законот, физички лица даватели на аудиовизуални медиумски услуги по барање. Откако се утврди дека ги исполнува законските услови, лицето беше запишано во регистарот. За оваа категорија на субјекти беше подготвен нацрт годишни инфлуенсери, влогери, креатори на содржини, кој до вчера беше на јавна расправа и наредните денови ќе биде усвоен од страна на Советот. Во водичот се сублимирани сите одредби од законот и од подзаконските акти поврзани со правилата и обврските за заштита на малолетниците, заштита на личните податоци, пристапност на видеата, правилата за комерцијални комуникации, рекламирање, спонзорство, пласирање производи и друго. Во однос на онлайн медиумите, интернет порталите, досега во регистарот кој го води агенцијата се евидентирани 50 издавачи на онлайн медиуми, односно интернет портали. Изминатиот квартал, представници на агенцијата учествуваа во повеќе меѓународни активности. Од 1 до 3 октомври представници на агенцијата учествуваа на конференција на МНРА одржана во Приштина. На 2 октомври учествував на 7-миот самит за дигитална трансформација на Западен Балкан одржана во Скопје. Од 9 до 11 октомври во Атина агенцијата учествуваше на настани организирани од Советот на Европа во рамки на проектот Профрекс. Потоа на 18 октомври учествува на состанокот со делегацијата на Конгресот на локални и регионални власти на Советот на Европа во рамките на мисијата за наблюдување на локалните избори. На 23 и 24 октомври представници на агенцијата учествуваа на 62-та средба на ЕПРА, која се одржа во Ереван. На 27 октомври во агенцијата се одржа работна средба со амбасадорот на Франција, неговата екселенција Кристоф Ле Риголер. Од 18 до 20 ноември представник на агенцијата во Тирана учествуваше на воведната конференција на 4-та младинска лабораторија за дезинформација и медиумска писменост. На 20 ноември учествував на 3-тиот состанок на контакт мрежата на медиумскиот одбор кој што се одржа во Брисел, во просториите на Европската комисија.
На 20 ноември представник на агенцијата учествуваше на третиот состанок на управниот комитет на хоризонталниот механизам за Западен Балкан и Турција, финансиран од ЕУ и од Советот на Европа. На 5 декември представничка на агенцијата во ЕМИЛ учествуваше на онлайн состанокот за оваа група за медиумска писменост на ЕПРА. На 9 и 10 ноември представничка на агенцијата онлайн учествуваше на работилница организирана од медиумскиот одбор на ЕУ во Барселона, Шпанија и на пленарниот состанок на одборот. На 16 октомври двајца представници на агенцијата учествуваа во работилницата за подготовка на преговарачка позиција од областа темелни права од поглавието 23, каде активно придонесува во ословувањето на текстот за почетокот на преговорите и потврдија измените направени за време на самата работилница, ги споредија позициите со доказот за владење на право, доставија прецизни забелешки и предлози. На 24 ноември представник на агенцијата учествуваше на вебинарот Борба против корупција во Западен Балкан како дел од повторното приоритизирање на проширувањето на ЕУ, организирано од Европскиот центар за политики. Од 17 до 24 ноември, како дел од глобалната недела на медиумска писменост на УНЕСКО, се одржаа 7-мите денови на медиумска писменост 2025 година под мотото "Ти знаеш, друг не знае", твојот коментар може да помогне. Настаните организирани од агенцијата и мрежата за медиумска писменост вклучуваа над 20 настани, кои се одржаа на различни локации во повеќе градови, а некои од нив и онлайн. За промоција на делите беа изработени телевизиски видеоспотови, кои бесплатно ги емитуваа радиодифузерите, како и повеќе пораки и видеа наменети за социјалните мрежи Facebook и Instagram. Информации за сите активности реализирани за време на деновите за медиумска писменост на веб-страницата ги имаме на веб-страницата mediumskapисменост.mk. Издадени се вкупно 39 потврди за регистрација на програмски пакети, оттеко се констатираше дека доставените пријави се комплетни и уредни. Врз основа на известувања до агенцијата од регистарот на оператори кои што реемитуваат програмски пакети, беа избришени операторите Neotel и Infel KTV. До имателите на правата се доставени две известувања врз основа на извршен програмски надзор, кај агенцијата утврдила дека операторите бесправно реемитуваат програмски сервиси кои не се регистрирани во агенцијата. Врз основа на доставено известување за промена на сценичката структура на телевизија Шутел, а оттеко се констатираше дека со побараната промена не се прекршуваат законските одредби, Советот донесе одлука со која одобри промена со состојноста на оваа регионална телевизија. Почитувани колеги, ви благодарам за вниманието и доколку има некое прашање или дискусија, повелете. А не, добро, благодарам. Ќе искористам оваа прилика да ви ја и честитам новогодишните празници, се гледаме следната година.